Благодарам председателя на владата господин Ковачевски, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Како што веќе кажа во своето излагање со клучните политички пораки премиерот Ковачевски, пред нас е година која на евроинтеграцијски план треба да ни донесе целосно комплетирање на скрининг процесот, реформски напредок и отворање на поглавијата, се разбира по завршувањето и по комплетирањето на уставните измени. Со одржувањето на првата меѓувладина конференција со Европската Унија, минатата година во јули месец, Северна Македонија започна фазата од патот кон полноправно членство во Европската Унија, како стратешка определба на земјата од незиното осамостојување. За нас преговорите не се само техничка операција, туку се историска и единствена можност за брза и темелна трансформација на нашето општество на подобро, односно шанса за европеизација на државата и на македонското општество. Како што кажа премиерот Ковачевски, скринингот е во напредна фаза и се одвива онака како што го предвидовме според календарот заеднички утврден со Европската комисија. Успешно го заокруживме клучниот, темелниот кластер темелни вредности, а од идната недела, од понеделник, ги започнуваме билатералните скрининг состаноци за 3 поглавја: право на основање и слобода на давање на услуги, право на трговски друштва и право на интелектуална собственост, сите 3 важен дел од кластерот 2 внатрешен пазар. Со скринингот добиваме прецизна аналитичка презентација на состојбата во однос на усогласеноста на нашето законодавство со европското. Но истовремено ги нотираме и недостатоците и ги дефинираме следните задачи на кои ќе треба да работиме во наредниот период за да ги постигнеме европските стандарди, секако во догледен рок, согласно нашата определба за членство во Европската Унија до 2030 година. Ова е делот од евроинтеграциите кој практично ги турка реформите дома до целосна подготвеност на земјата за членство во Унијата. Морам да кажам дека сум особено горд и задоволен што успешно се подготвивме и презентиравме дури и за области кои по прв пат се дел од преговарачкиот процес, како што се функционални демократски институции, реформа на јавната администрација и економските критериуми. Но исто толку добри беа и презентациите и одговорите на прашањата за останатите поглавја од првиот кластер. Првичните коментари од сите вклучени страни се позитивни, оценката и клучните укажувања ќе ги добиеме во скрининг извештаите, кои очекуваме да бидат подготвени што е можно побрзо од Европската комисија, а одобрени од Советот на министри на Европската Унија. За првиот кластер, кој го завршивме пред нешто повеќе од 1 месец, ќе бараме скрининг извештај да биде доставен до нас најдоцна до крајот на наредните 3 месеци, значи до почетокот на пролетта, бидејќи тоа ќе ни помогне во подготовката на клучните 3 документи до нашето членство во ЕУ: патоказот за владење на право, патоказот за реформа во јавната администрација и патоказот за функционирањето на демократски институции, кои се и услови за отварање на првиот кластер. Дополнително во рамки на патоказот за владење на правото ќе треба да подготвиме и акцијски план за заштита на правата на припадниците на малцинствата и заедниците со конкретни мерки за недискриминација, борба против говор на омраза и право на образование. Ова се теми низ кои поминаа и во кои се подобруваа сите држави членки на Европската Унија и не се ексклузивни само за нас. Во меѓувреме, додека се подготвуваат и финализираат патоказите, во координација со делегацијата на Европската Унија подготвуваме и реформски план за оваа година до наредниот извештај, кој ќе ни обезбеди поголем фокус и исполнување на клучните реформски приоритети во текот на 2023 година. Јасно треба да ни биде дека пред нас е долготраен, масовен, комплексен и многу значаен процес од повеќе аспекти. Овој процес бара многу вложување, напори, труд, знаење и секако финансиски буџетски средства. Покрај буџетските средства кои ги вложуваме во спроведување на европските реформи, не е изоставен дел од овој процес и помошта што ја добиваме директно од ЕУ фондовите, но и билатералната развојна помош од државите членки на ЕУ. Со подпишување на финансиската спогодба за ИПА-3 само за 2021 година, која треба да се случи до крајот на овој месец,
во износ од над 90 милиони евра ги засилуваме реформите важни за евроинтеграцијата, за правосудниот систем, за антикорупцијската политика, за животната средина и за зелената агенда. На вчерашната седница на влада исто така го усвоивме и ја усвоивме и финансиската спогодба за ИПА годишната акцијска програма за 2023 година во износ од 80 милиони евра, европски средства кои ги ставаме на располагање како директна буџетска поддршка за ублажување на ударите од енергетската криза врз ранливите домакинства, давателите на јавни услуги и економските оператори. Оваа помош беше објавена од председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и од премиерот Ковачевски неодамна овде во оваа сала. Овој процес на пристапување владата ќе го води максимално отворено и инклузивно. Го мобилизираме најдоброто од нашето општество за да им го обезбедиме најдоброто на граѓаните. Затоа ги вклучуваме и експертите, и бизнес заедницата, искусните подготвените капацитети на граѓанскиот сектор, академската заедница, медиумите и така натаму. Тие несомнено ќе имаат клучната улога во зајакнувањето на јавната свест и обезбедување на континуирана поддршка за евроинтеграцијата, преку обезбедување точни и навремени информации како еден од начините да се спротивставиме на сите лажни вести и дезинформации со кои што се соочувале сите држави кои што пристапувале на Европската унија. Секретаријатот за европски прашања посветено ги води и координира евроинтеграциите на нашата земја и тука би сакал да изразам посебна благодарност на премиерот Ковачевски, на владата, на нашите институции, на собранието, но секако и на европските институции и државите членки на ЕУ кои даваат поддршка на овој процес и без чија поддршка не би можеле да успееме. На крајот само би кажал дека имаме навистина историска прилика која немаме луксус да ја пропуштиме. Ова е најголемиот и најважниот македонски проект кој бара обединување и поставување на сите општествени чинители на начин на кој функционира и Европската унија. Тоа е диалог, солидарност, поддршка и компромис. Премиерот повика на обединување и на политички консензус околу иднината на државата. Јас можам само да додадам како преговарач со Европската унија дека сите заедно треба да покажеме дека визијата и желбата да ја направиме Северна Македонија држава членка на Европската унија до 2030 е реална и поважна од се кога е во прашање нашата иднина. Тоа ќе биде потврда и на нашата политичка зрелост, нашата умешност, но и административна способност. Убеден сум дека сме спремни тоа да го направиме за државата и граѓаните и се надевам дека ќе добиеме поддршката од сите општествени чинители.